Во Шуто Оризари е раздвижено и на дожд. Населбата истоимена општина изобилува и со оригинални, но и веќе типични содржини за Скопје, како на пример објекти кои за државата не постојат. Еден од нив е на Гладна улица. Овој луксузен објект на повеќе нивоа никнал на државен простор без одобрение за градба. Капијата е отворена, а низ неа се влегува не во двор, туку на јавно игралиште, со реквизити за рекреација на најмладите. Оваа дивоградба е на државно земјиште. Дел е од спортско-рекреативниот центар во Шуто Оризари. Интересно е што само на неколку чекори од неа се наоѓа општинската зграда. Според податоците од катастарот, на овој потек во Шуто Оризари од поодамна се легализирани повеќе објекти. Но најновиот и најголем меѓу нив не фигурира никаде. Поголем дел од жителите се резервирани во однос на прашањето кој се дрзнал овде да гради на диво. Дали знаете чија е оваа градба? Не знам. Не знам, немаме појма. У Шучка се прави све што сакат. Кој како сака. Не знам ја ништо. Не знаеме, не е познато. Не знаеме кој гради, кој не. Дали знаете чија е оваа градба? Се знае чива. Чива? Треба да кажете ви. Но кандидатот за градоначалник на СДСМ на претходните локални избори, бизнисменот Ферат Асан, нема дилема чие е зданието. Имаше реакции кога пред неколку месеци, мислам 2 или 3 месеци, кога беше невремето во Скопје, и дел од кровот кој е лимен кров, летна табли, лимени табли, погодја некој од куќеве и знам дека ми се жалеа, луѓе ми оштети прозор, ми оштети ова и така натаму. Кажува дека ги обештетил лично со своји пари Курто Дудуш. Господин Асан, кој е вашиот мотив да зборувате за ова? Дали е ова еден вид политички реваншизам кон локалната самоуправа, односно кон градоначалникот, кон Курто Дудуш? Апсолутно не. Велам вака, кога јас можам да си купам приватно земјиште, да си платам, да си испазарам за цена, си купам и да платам комунали и да градам како што треба, бидејќи имаме инвестирано во Шуто Оризари многу. Тогаш би требало и он да го прави тоа. Не само он, секој граѓанин. А како сте убедени дека он гради? Тоа е факт, јавна тајна. Имате докази? Апсолутно. Какви докази имате? Имам луѓе кои ги знам, кои лично работат и се ангажирани мајстори од чутка. Тоа го пријавивте во институциите? Да, пријавив дека тој човек ми кажа дека е ангажиран тука и дека работи и дека му дал пари. Освен тоа, компанијата која ја изведува оваа фирма се фали на Facebook дека работи на фасадот. И прашајте ги нив кој им дал пари. На Facebook страницата на посочената фирма за фасадирање и молерај, месецов навистина е објавена фотографија од фасадерските работи на дивоградбата во Шутка, без дополнителни детали за кој објект станува збор и за која локација. Па се јавивме во компанијата и прашавме кој ги ангажирал за работа на конкретниот објект. Одговор не добивме. За првиот човек на општина Шуто Оризари, Курто Дудуш, очекувано е да се гради на диво. Вели општината не носела детални урбанистички планови, па досега немала основа да издава одобренија за градба. Дивоградби се нормална појава во мојата општина. Градоначалникот Дудуш вели дека темели за дивоградбата спроти општината памети од 2013, но историскиот преглед на сателитски фотографии на локацијата покажува дека не е во право. Се до лани, на тоа место имало дел од мал парк и неколку дрва. Објектот се појавува на снимките дури во 2023 година. Кој гради на диво пред ваши очи на узурпирано државно земјиште спроти општината, на неколку метри од вашата канцеларија? Еве ќе ви информирам дека во општина Шуто Оризари 90% од земјиштето е државно. Зборуваме за конкретнава градба. Знаете ли кој гради? Не знам кој гради, меѓутоа еве ви кажувам дека сите градби во општина Шуто Оризари кои се реализирале од 96-та наваму се изградени на државно земјиште. Градоначалник, како може да не знаете, буквално пред очи ви никнува огромна дивоградба. Значи, спроти општината, спроти вашата канцеларија. Да, меѓутоа... Не се заинтересиравте да прашате? Па и да се интересираш, кој ќе ти каже.
Имате механизми, имате инспекторат веројатно. Нема, за жал. Надлежна полиција има, обвинителство. Ќе ви дадеме и документација дека имаме побарано од сите градски општини во градот Скопје меѓуопштинска соработка да ни обезбедат нивни градежен инспектор, каде сите не одбија. А во полиција пријавивте? Во полиција мислам дека не пријавивме, не е таа градба, никоја градба не е пријавена во полиција. Конкретно за овој објект поднесена е и кривична пријава директно против вас. За бесправно градење. Дали сте инволвирани во градбата? Види, јас конкретно ќе кажам и знам од кого е и знам цело време кој ни пушта постојано пријави. Не се кривични, ама се пријави, ќе види тоа, ќе се обвинителство или полицијата ќе одлучи дали ќе иде кривична или нема да иде никаква. Меѓутоа, лошо се слуша кога некој ќе каже кривична пријава против вас. Значи, ниту сум инволвиран, ниту знам кој го изгради. Меѓутоа, оставам на институциите да се истражат и ако има било какви сознанија за моја инволвираност, тука сум. Кога ќе имаме можност да издадеме градежни дозволи, кога ќе имаме можност да продаваме градежно земјиште, тек тогаш ќе се спроведе и законот во Шуторизари. Во спротивно би рушеле? Не рушам генерално никого. Зошто? Па не можам да рушам, како да рушам објекти? Не рушам објекти. Пријави против градоначалникот поднесува Ферат Асан, не само до обвинителство, туку и Државниот инспекторат за градежништво, Државното правобранителство и владата. Тој не однесе на повеќе локации низ Шуторизари, за да ни покаже дека на општината и се случува градежна експанзија на државно земјиште. Значи, ова е една од деоградите на Куртодоруш, државно земјиште, како и секогаш. Кај што има државно земјиште, се го узурпира, се гради, после ги продава и користи и така. На оваа парцела од околу 2000 квадрати, според евиденцијата во катастарот, носители на право на собственост се Република Северна Македонија со околу 550 квадрати и физичко лице со 1500 квадратни метри. Објект не е евидентиран во катастарот. Заедно со Ферат Асан стигнавме и до центарот на Шутка. Тука беше стара ванила, зидолук, бурекчилница. Одамна, со години, може би 5 децении. Од неодамна е срушено. И на ова место никна оваа зграда. Ова парче земја, според катастарот, има повеќе собственици, но на конкретната локација се уште не е впишана и градба. Градоначалникот не негира дека станува збор за дивоградби, но повторно не гледа ништо спорно. Значи, ако прошетаме сега низ Шутка, еве со камера, јас ќе дојдам со вас и ќе видите изградени такви многу објекти. Затоа ви кажав и на почеток, објекти се градат, меѓутоа не се тоа, не знам, стамбени објекти од типот на 50 стана, 100 стана, индивидуални куќи се градат. И тие индивидуални куќи се за потребите на граѓаните. Ова е една индивидуална куќа. Ќе се Добро. согласите дека не е мала градба. Добро, меѓутоа не знам, таа куќа е изградена не знам кога, колку години стои тука така. Личи како тази градба, да. Како се мери тоа тази градба? Па се гледа, мислам дека е ова е втората локација што зборуваме вчера, не сте ми. Да. Значи двете се без. Ама има такви еден куп, не знам сега, тој што ве однесе на тие локации да ги сликате, требаше да ве однесе и кај него, да видите и тој дел. Значи, тој што ве донесе во општина, требаше да покаже што он работел во претходните години и колку куќи и земјиште он продал, да видите тие дивоградби какви се. Значи вака буквално пред камери, пред јавност си признавате еден на друг дека во Шуторизари кој што сака си прави. Па не е баш кој што сака си прави. Значи, ние сме, како да ви кажам, не сакам да го наречам тоа, јас сам сум против тоа социјална категорија на луѓе. И сега, некој ако успее да изгради
спрат, за да неговите деца имаат услови за живење, нормални услови за живење, а ние како општина немаме услови да му дадеме градежна дозвола, треба да го спречиме. Од хуманитарен аспект гледајќи се. Ако некој дојде и ви изгради дивоградба во вашиот двор дома, бидејќи нема услови во Шуторизари, нема детални урбанистички планови, и тоа ќе го прифатите? Различно е сега во мојот двор да дојде да изгради, како сега правите компарација да дојде некој во мојот двор да изгради. Па правам компарација бидејќи сте градоначалник, општината претпоставам гледате како нешто што домакински би го пробувале како да е ваше. Јас мислам дека нема подомаќин градоначалник од мене во изминатите години овде. Курто Дудуш вели дека 2 блоковски детални урбанистички плана досега се донесени и во Шуторизари за прв пат е издадена градежна дозвола, а речиси сите градски четврти се при крај. Дали е задоцнето урбанистичкото планирање, вели зависело и од претходниците. Откако ќе ги донесеме деталните урбанистички планови, откако ќе можеме како општина да понудиме можности на граѓаните да градат, тек тогаш ќе спроведеме и закон. Но се чини дека спроведувањето на законот во Шуторизари можеби ќе почне и порано отколку што планира градоначалникот Курто Дудуш. Од Државното правобранителство за 360 степени ни одговорија дека за пријавите кои стигнале до нив веќе ја алармирале самата општина, полицијата и обвинителството. Од јавното обвинителство ни потврдија дека повеќе пријави стигнале до нив и дека отвориле предистражна постапка. Велат дека издале наредби МВР да направи проверки, а преземаат и други дејствија. Додека институциите проверуваат, една од дивоградбите, онаа спроти канцеларијата на градоначалникот Курто Дудуш, го доби својот финален изглед.